Физичката активност има многу придобивки. Некои од нив ни се доволно познати, а некои и не баш. Например, сите знаеме дека придонесува за подобро расположение, дека го крева серотонинот, дека ни помага да се чувствуваме подобро, дека подобрува и кардиоваскуларно здравје и содржината на мускулната маса во нашето тело. Тоа се да речеме некои општи познавања, кои што сите ги имаме. Но дали сте знаеле дека физичката активност може би има посилно влијание на нашиот мозок отколку на мускулите? Ја подобрува меморијата. И не само што ја подобрува меморијата, туку го зголемува тој капацитет или така наречена когнитивна резерва која што не штити од деменција. Во една од следните видеа, од следните епизоди, ќе зборуваме токму на таа тема. Понатаму, едно од специфичните влијанија на физичката активност за кое што помалку се знае е влијанието на физичката активност кај малигните болести. Ќе збориме и за влијанието на физичката активност кај кардиоваскуларното здравје и една цела епизода ќе посветиме на влијанието на физичката активност кај диабет. Сена се ќе зборуваме како физичката активност целосно го подобрува нашето здравје. Кога зборуваме за физичка активност, честопати си го поставуваме прашањето од каде да почнеме. Може би многумина од нас ги знаат веќе придобивките. Знаат дека е добро да се биде физички активен, но како да се почне? Медицинската наука вели вака: колку повеќе имате детални информации за што прави физичката активност врз вашето тело, толку е поголема веројатноста да почнете да вежбате. Токму затоа и нашите емисии ќе бидат на почетокот насочени на оваа тема. Да го зголемиме вашето знаење за ефектите на физичката активност и на тој начин да ја зголемиме веројатноста да го направите првиот чекор. А што може да биде првиот чекор? Најнапред да тргнеме од тоа што го правиме секој ден. Значи да ја вклучиме физичката активност во нашата секојдневна рутина. Например, не одиме по лифт, ќе ги земеме скалите. Или, ако некаде одиме со автобус веќе, да застанеме 2 станици порано и остатокот од патот да го испешачиме. Или на било кој начин, одење до продавница, да го искористиме моментот и да пропешачиме. Ако досега навиката ни била тоа да го направиме со возило, во следниот период дневните рутини да пробаме колку што е можно повеќе да бидат со вклучена физичка активност со пешачење. Второто нешто кое што е важно за да почнете, но и да се одржите во физичката активност, например во пешачењето ако е тоа, е да одберете што ви е интересно или што ви се допаѓа. Доколку пешачењето не ја врши таа работа, размислете за некоја друга опција. Дали е тоа пливање, дали е шетање по планина, дали е прошетка со пријател, бидејќи и тоа многу пати многу може да придонесе за да почнете редовно да вежбате. Следна некоја опција би била за многумина е шетање со куче. Исто така, тоа е еден добар стимул на дневна основа да користите физичка активност или да се прошетате. Која и да е физичката активност, на каков начин и да е, важно е да биде постојана, односно секој ден или речиси секој ден, да биде второ интересна, да не ве оптеретува, да немате чувство дека леле сега морам, иако така може би ќе биде на почетокот, но колку е поинтересна, толку е помала веројатноста да го имаме овој ефект. И трето, да се подсетуваме постојано дека ово што го правиме и тоа како ќе придонесе за нашето добро здравје.